Добро утро, Македонија. Уште еднаш денови на Кочанскиот ориз, имавме органско производство претходно мед. Овој блок е посветен на храната, посветен е на македонската традиција, богата програмска содржина на традиционалната манифестација, една од манифестациите кои што се карактеристика на македонското општество. Кристина Атанасова Арсова, во утро, гостин во Македонија на утро. Добро утро. Добро утро. Што се денови на Кочанскиот ориз? Пред се добро утро и ви благодарам за можноста и за поканата да пренесам топли поздрави од општина Кочани. Деновите на Кочанскиот ориз е всушност манифестација која што по 32 пат се одржува во нашата општина во чест на жетвата на оризот. Без престан 32 години. 32 години. Долга традиција. Како успевате да ја одржите? Па знаете како велат, за да си обезбедиме начин за потврда на нашите животи дека ќе бидат релевантни во иднина, треба да ја почитуваме традицијата. Затоа што токму таа традицијата ни дава всушност и чувство на припадност. Општина Кочани како урбана и заедница секогаш инвестира во одржувањето на традицијата, токму поради тоа чувство на припадност и токму поради тоа што смета дека традицијата може да не врати во минатите генерации, може да не спои со религиозните и етничкиот идентитет, а секако и да ни даде можност да се поврземе со луѓето и со културните однесувања кои што многу ни се важни. На тој начин се трудиме да ја одржиме оваа манифестација жива и полетна. Еви и оваа година, по 32 пат, ќе се потрудиме да го направиме тоа. Манифестацијата Денови на Кочанскиот ориз еволуира природно. Затоа што кога за нештото ќе мислиме дека веќе е како крај, всушност не, тоа е само адаптација за она што следува, односно тоа е дел од фолклорниот процес. Ова го велам затоа што организацијата на Деновите на Кочанскиот ориз за оваа манифестација се труди секоја година на различен начин да донесе нови, интересни понуди од секаков вид на културата, од сите гранки на културата, за да може да биде примамливо за сите генерации и за сечи вкус. Тоа е за манифестацијата. Меѓутоа, за да постојат Деновите на Кочанскиот ориз, треба да постојат кочанчани и треба да постојат оризопроизводители. Да. Каков е нивниот живот актуелен, каква е нивната состојба, се живеели од оризот, имали доволно ориз да ги задоволи нашите потреби, а понатаму и за надвор и така натаму и така натаму. Многу прашања. Предпоставувам дека одговорот е Да, одговорот е дека да, нашите оризопроизводители покрај сите макотрпни турбуленции кои што ги минуваат, и со откупот на оризот и со нивната цена, сепак се трудат да некако да го одржат ова оризопроизводство во нашата котлина и да може да придонесат и да имаме бенефити сите во нашата општина, секако и во нашата држава. Зборувавме претходно, имавме иликовско вклучување од тоа, повторно ќе го споменеме, во Полошкиот регион се губи гранката земјоделие, луѓето сакаат да живеат современо, сакаат да живеат модерно. Претходно имавме гостин на тема органско производство, во Куманово има сајм на органски производи, изложба, и тие велат дека се во незавидна ситуација. Како е со оризопроизводителите? Во незавидна ситуација си и оризопроизводителите во нашата општина. Меѓутоа, како што реков, тие макотрпно работат и не се откажуваат. Собираат сили, можности, начини за да може да имаат поголем бенефит од сето тоа, секако и од... Но се надевам дека ситуацијата во државата ќе најде на некои промени и тоа ќе биде од поволни услови за нашите оризопроизводители. Потребна ли им е помош? Секако дека интервенција државна, фондови и слично. Секако дека им е потребно. Секако. Да се вратиме на манифестацијата, ќе имате богата програма, може ли повеќе за тоа да разглобиме, што се ќе им биде понудено на оние што ќе се решат да дојдат таму во тие 3 дена? Овогодинешната програма за Денови на Кочанскиот ориз, јас некако природно си ја поделив така на 3 дела. Што значи тоа дека имаме издавачка дејност, имаме гастрономија, туризам и традиција и секако музичките настани.
Би сакала да напоменам дека во издавачката дејност веќе имаме промоции на 4 книги при јавната општинска установа Искра библиотека Искра од Кочани, кои што веќе започнуваат од утре и следуваат секој ден по една промоција на книги. Додека во гастрономијата, туризмот и традицијата започнуваме веќе од петок, од 29.9. од 18 часот, каде што во градскиот парк во Кочани ќе бидат презентирани, поставени штандови и презентација ќе имаме на гастрономијата преку презентација над преварувачки дел и изложбен дел, каде што ќе имаме гости од Србија и гости од Македонија. Тие секако, нели, сето тоа е на база на тема Орис. Веќе во сабота на 39. Да напоменам дека овде од гастрономите ќе ни бидат гости Анита Ангелковска, суши шеф, и Глигор Мишев, готвач. А додека на 39 веќе во сабота имаме презентација над преварувачки дел на кулинарските штандови, каде што гости ќе ни бидат Утапа Ниш од Република Србија, Сладки осмех Јагодина од Република Србија и секако Сдруженијето ХОА од Скопје, Македонија. Овде ќе бидат доделени награди за најдобро уреден штанд, а додека веќе во неделата на 1.10. ќе имаме надпреварувачки дел со учениците готвачи од Средното гостителско училиште од Скопје Лазар Танев со своите ментори. Тие ќе бидат представени во 4 бокса со 4 дела од надпреварувачки карактер, каде што ќе се надпреваруваат на приготвување на тема Орис на различен начин. Тоа е, како што реков, од кулинарството, додека од туризмот ќе имаме една убава презентација за за туристичките вредности на општина Кочани, како што се Брана Градче, незините можности, Пониква, Осоговските планини и секако нашите оризови полиња. Традицијата ќе ја заокружиме на 1.10. во 10 часот во селото Мојанци, каде што ќе представиме на традиционален начин зажнејување со срп на орис и вршидба на традиционален начин, каде што ќе имаме приготвено и традиционална трпеза за нашите посетители и гости. Ќе имаме исто така доста посетители и гости од странство, бидејќи ни се поканети и ќе ни бидат присутни делегации од сите збратимени градови со кои што се со нашата општина. Уште една тема која што е поврзана со оваа манифестација, ќе ја наречеме Денови на Кочанскиот Орис, тоа е туризмот. Очекувате ли голем број на посетители? И колкав е бројот? Што од прилика се очекува? Очекуваме голем број на посетители, како што реков, веќе ни се потврдени делегациите кои што ќе ни бидат присутни, некаде со бројка околу 50 на луѓе. Секако имаме најави од амбасадорите во нашата република дека ќе бидат присутни токму на традиционалниот дел, односно зажнејувањето и вршидбата на Орис. Секако и други посетители кои што знаат и често ја посетуваат оваа манифестација, па заедно со културните и музичките настани ќе си спојат за да си направат еден туристички викенд на Осоговските планини или на Брана Градче. Има ли капацитет овој регион да го поднесе овој бранд на посетители? Има, секако има. Пониква сега ни е доста урбанизирана, имаме спа центри, хотели, ресторани и со убав поглед од Пониква, исто така и на Брана Градче. За оние што не знаат, еве да им кажеме дека ќе си поминат. За оние кои што го обожаваат спортот, имаме велосипедски патеки исто до Пониква или до Брана Градче, така да може да се најде многу интересен начин како да се помине викендот во општина Кочани. Да се посетат знаменитости како што се Етна куќата, споменикот на слободата и така. Што освен оваа манифестација на оваа тема прави општина Кочани? Дали се грижи да биде во тек со развојот на туризмот и на промоцијата на Македонија? Секогаш се грижи да биде во тек на промоцијата на туризмот и секако и на културните збиднувања. Ова не е единствена манифестација во општина Кочани која што се одржува. Еве од оваа година почнавме со одржување на хепенинзи кои што се беа организирани за Нова година, за Велик ден.
За Петров ден, Овден е и Драмскиот аматерски фестивал кој што оваа година одбележа 60 години од своето постоење. Една завидлива бројка на години. Се надевам дека и понатаму ќе ги негуваме овие вредности и дека ќе оставиме трага и дека ќе ги пренесеме на следните генерации за да може да ги негуваат и да ги одржуваат. Манифестацијата Денови на Кочанскиот ориз, како што рекове, по 32 пат се надевам дека ќе доживее поголема јубилејна бројка. Дали сте задоволни на крајот на секоја манифестација од она што се случува во Кочани? Да, секако дека сме задоволни, но сепак се стремиме, нели, по завршувањето на секоја манифестација, секој организатор се стреми и веќе има идеи за следната година, односно за следната организација. Овде исто така би сакала да напоменам и од музичкиот дел на оваа манифестација кои што ќе се случуваат, како што се ги имаме групата Малинов и Special Selection, имаме DJ Гипсилон, прогласување на жетварската убавица и секако поздравен збор на градоначалникот на општина Кочани господинот Лјупчо Папазов, кој што воедно и ќе круниса жетварската убавица во петок на 29.9. и забавата ќе продолжи понатаму со уличен театар и со огнено шоу од група Фајтер. И на крај, 32-та манифестација ќе ја затвориме со музичкиот концерт Македонија во срцете носиме, кој што е isproduciran од продукција Скендеровски, каде што ќе настапат 12 музички изведувачи, македонски музички изведувачи со преработки на македонските стари песни. Пребогата понуда, 3 дена, да се надеваме дека ќе успеете да го изреализирате она што сте го замислиле, да се надеваме дека секогаш ќе се стремите и ќе бидете чекор понапред. Ако имаме можност, ќе ве посетиме да видиме што навистина се случува таму и ќе регистрираме. Ви благодариме што ова утро бевте со нас, што бевте дел од Македонија на утро, освен да ви посакаме се најдобро тие 3 дена и воопшто во одржувањето на традицијата, друго што можеме да направиме. Благодариме уште. Чести задоволство ќе ни биде да бидете присутни, за да може да прибележите дел од оваа манифестација, бидејќи навистина интересна, а вашите гледачи секако ќе ги поканам да бидат присутни од 29 до 1.10 во општина Кочани, за да може да ги видат сите овие збиднувања, а за сите подетални информации од програмата ќе може да видат на нашата Facebook страна или на нашата веб страна на Кочани. Македонија ве гледа, ја слушна поканата, благодариме уште еднаш.